Добро вечер. Нова акција за созбивање на нелегално ботоксирање, уапсени 20 доктори. Ивана Соколовиќ најдова во овие вести кои се последните детали. Така е, Маријан, обвинителството за гонење организиран криминал и корупција проширува истрагата за нелегалниот ботокс и филери. Акцијата која што започна во април годинава се проширува со 4 нови осомничени, а помеѓу нив приведени си 20 доктори. Од обвинителството не споделуваат информација дали овие доктори биле вработени во приватни или јавни установи, како што беше случајот, како што споменав, со почетокот на истрагата уште во април. За сите 4 осомничени определени се мерки на предпазливост. Деталите кои што ги соопшти попладне во обвинителството ги гледаме во продолжение. 20 доктори се приведени во акцијата поврзана со нелегален бизнис со ботокс и филери. Обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција проширува постапката со нови 4 лица. Под лупа се 5 локации во главниот град, меѓу кои претреси биле спроведени во 2 здравствени установи. Од обвинителството за сега не откриваа дали станува збор за јавни или приватни установи, ниту дали се поврзани со претходно фатените лица во случајот од април годинава, кога беа приведени доктори од градската општа болница Скопје, клиниката за дерматологија и лица поврзани со приватни дерматолошки ординации. Врз основа на прибраниот доказен материјал, јавниот обвинител донесе наредба за спроведување истражна постапка против 4 лица. Тројца осомничени се товарат за кривичните дела злосторничко здружување и повреда на права од индустријска сопственост и неовластена употреба на туѓа фирма, додека едно лице осомничено за кривичното дело повреда на права од индустријска сопственост и неовластена употреба на туѓа фирма. По предлог на надлежниот јавен обвинител на сите 4 осомничени, судот им определил мерки на предпазливост. Ова е проширување на постапката од април годинава во обемната акција против организирани групи осомничени за нелегален увоз и дистрибуција на ботокс, филери и други медицински препарати што се користат во естетската медицина. Претреси и апсења имаше во Скопје, Битола и Струмица, а беа офатени 17 физички и 6 правни лица кои се сомничат дека учествувале во извршување на кривичните дела злосторничко здружување, повреда на права од индустријска сопственост и неовластена употреба на туѓа фирма и примање подкуп. Обвинителството не исклучува инволвираности на други лица во случајот. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија. 20 припадници на криминалната група Беланоца били уапсени во Драч во меѓународна полициска акција по информација од македонската полиција. 20 биле барани по потерница од Интерпол за повеќе тешки кривични дела, меѓу кои убиство, недозволено оружје и злосторничко здружување. 20 членови на организираната криминална група Беланоца се уапсени во албанскиот град Драч во заедничка акција на македонската и албанската полиција и Интерпол. Приведено е 24-годишно лице родено во Скопје и 34-годишен маж роден во Норвешка. Според МВР се барале за повеќе тешки кривични дела, а при приведувањето кај нив биле пронајдени фалсификувани лични документи со кои постои сомнение дека сакале да ја напуштат државата. Проведена е меѓународна полициска операција во која лишени од слобода се МДЖ роден во Скопје и СН роден во Норвешка, 20 припадници на организираната криминална група Беланоца, за кои Интерпол има издадено меѓународни потерници за сторени кривични дела убиство, убиство во обид, тешка телесна повреда, недозволено изработување, држење и тргување со оружје или распрскувачки материи и злосторничко здружување. Според информациите кои се споделуваат, иницијалите во полицискиот билтен, едниот од нив е Муса Џавид кој се бара со меѓународна потерница за убиството на офицерот Нара Малани во Батинци. Жртвата беше убиена додека се движела со автомобил бидејќи не дозволил неговата ќерка да се омажи за член на групата. Кога го сторил ова убиство, Џавид се барал со потерници за друго убиство од 2024 година, само 1 месец откако ја издражувал затворската казна за нелегално поседување на оружје. И второто уапсено лице е барано со меѓународна потерница. Според информациите во јавноста станува збор за Сенафи Нуредини баран за убиство, криумчарење на мигранти и злосторничко здружување. Криминалната група се поврзува со двојното убиство во Шиша бар во Скопје, убиството на Орхан Байрами Оки во Ханиот. Владеачката ВМРО ДПМН и денеска ги повика сите партии од опозицијата да се договорат околу измените на изборниот законник за да може да се фати рокот од 15 јули. СДСМ се против гласање на диаспората на начин кој е различен од начинот на кој граѓаните
гласаат во Македонија, бидејќи како што велат тоа би бил вовед во манипулација со нивните гласови. Понеделник е крајниот рок до кога власта ќе ја чека опозицијата со цел до среда да се донесат измените на изборниот законник и во целост да се исполни реформската агенда на Брисел поврзана со планот за раст. Нов повик од владеачката ВМРО-ДПМН до СДСМ левица Дуи Села и Таравари да седнат и да ги испеглаат разликите околу една изборна единица, финансирањето на кампањите и рекламирањето, како и моделот за гласање на диаспората од далечина. Од друга страна, по повикот на еврокомесарката Марта Кос, власта и опозицијата сепак да најдат компромиси да го донесат изборниот законник. Неофицијално во меѓупартиските разговори имало асистенција и од канцеларијата на ЕУ во Скопје. Од мнозинството и понатаму со став дека прифаќаат се од опозицијата со една црвена линија, тоа е да се олесни гласањето на нашинците во странство. Ние би подготвиле кражба доколку ние дојдеме со модел кој што ние сметаме дека треба да биде прифатен. Ние вака велиме, вие да кажете кој модел. Само да го унапредиме моделот кој што е сега присутен. Значете, опозицијата нека каже кој модел, ние тој ќе го прифатиме. Само да го унапредиме гласањето на диаспората. Понатаму, база, платформа на целото ова кое што ние го зборувавме, за кое што да потсетам било прифатено, е дека до 39.2028 година телото кое што е надлежно за спроведување на избори, Државната изборна комисија, ќе го утврди начинот и сите овие прашања кои што тие ги поставуваат на пресконференцијата би биле надминати и решени. Од СДСМ без отстапки се уште сметаат дека гласањето на диаспората надвор од гласачкото место и без безбедносни контроли, како што се спроведуваат дома, представува изборен грабеж. Електронското гласање без контрола или гласањето преку пошта без соодветни гаранции е исто така опасно. Разликата е само во методот. Но најважно од се е следново. Изборниот законник за Мицкоски не е цел, туку изговор. Тој и неговата криминална група не сакаат да го донесат овој закон, за да имаат алиби зошто не ја исполнуваат реформската агенда. Тие свесно го блокираат процесот за да можат да кажат дека опозицијата не дозволува, а вистината е дека тие не сакаат Европска Унија. Од левица пак велат дека власта намерно ја вметнува диаспората со цел да не се донесат новите изборни правила. Не е случајно што ДПМН ја прогласи диаспората за своја единствена црвена линија, кога и нивните дебело платени анкети, платени од јавни пари, кои ги користи како доказ за сопствената непобедливост, бележат пат на нивната поддршка. Наместо да се соочи со незадоволството што расте дома, Мицкоски политичкиот спас очигледно почна да го бара надвор од државата, велат од партијата на Пасиев. Иако со критика до власта, левица ја презеде иницијативата да свика опозицијски состанок од понеделник, но засега ниту една друга опозицијска партија не ја прифати поканата. Доколку власта и опозицијата успеат до 15 јули да ги донесат измените на изборниот законник, Европската Унија веќе најави дека на државата ќе ја додели дополнителни 4 милиони евра како дел од планот за раст. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Владеачката коалиција се прошири со уште еден партнер, Демократската партија на турците. Веќе следната недела до собранието ќе биде доставен предлог за именување министер без ресор од редовите на новиот коалицијски партнер. Парламентарното мнозинство продолжува да се консолидира. Практично Демократската партија на турците на Македонија од денеска е составен дел на коалицијата како дел од внатрешната коалиција која што ја предводи ВМРО-ДПМН во рамките на Македонското собрание. И со тоа веќе парламентарното мнозинство добива уште еден пратеник дополнително, а пратеничката група на коалицијата која што ја предводи ВМРО-ДПМН во македонскиот парламент ќе брои 59 пратеници. Тоа за нас не е причина за само задоволство, ниту политичка привилегија. Напротив, тоа е уште поголема обврска и уште поголема должност кон граѓаните. Ние од Европскиот фронт пред година дена раскинавме договор со Европскиот фронт, тоа пред локални избори, и година дена Демократска партија на турците и во парламент бевме како независна партија, а исто така и на парламент делувавме со пратеникот како независна партија, затоа не дека се направи пресврт, туку сега успеавме да се договориме и сега се направи коалиција со ВМРО-ДПМН за долги години.
Со новиот закон за студентски стандард, студентите ќе можат да останат без место во домот, а во потешки случаи без право на сместување во кој било студентски дом во следните 5 години, ако не ги почитуваат построгите правила кои ќе важат од оваа академска година. Построги правила за студентите кои престојуваат во студентските домови. Новиот закон за студентски стандард предвидува низ за прекршоци, поради кои студентите би можеле да го изгубат правото на сместување, а во одредени случаи да добијат забрана за престој во било кој студентски дом во државата во следните 5 години. Ако пробаш да внесеш пиво или каков било друг алкохол во студентски дом, остануваш без соба, но притоа добиваш и забрана за сместување во сите студентски домови во Македонија. Ова правило е едно од многото ригорозни кои што ги носи новиот закон за студентски стандард. Покрај внесувањето алкохол, законот предвидува санкции за други прекршувања на куќниот ред, оштетување на имотот и однесување што го нарушува нормалното функционирање на студентските домови. Официјално се предвидува 3 вида на воспитни мерки за студентите кои што нема да ги почитуваат правилата во студентските домови. Првата воспитна мерка е опомена за непочитување на правилата, втората е опомена пред исклучување и третата и најсериозната е секако санкционирање од студентскиот дом, односно освен што студентот го губи правото да биде сместен во тој студентски дом истата година кога го извршил прекршокот, таа забрана може да му важи и до 5 години, односно практично во текот на целото негово студирање. Со новиот закон и лица на 30 години нема да може да ги користат бенефитите јадење, пиење и спиење во дом за 3500 денари. Ваквата измена во законот доаѓа од како надлежните во повеќе домови начекале лица на 40 години кои си живееле во домовите, а само си презапишувале година на факултет. Едноставно презапишуваат години на факултет и добиваат услуги во дом. Тоа го спречуваме и воведуваме максимална старосна граница на студент кој аплицира за сместување во дом да биде 30 години, односно 30 годишна возраст. Но студентските организации реагираат дека колку правилата важат за студентите, треба некој да го контролира и менаџментот за тоа дали законите ги спроведуваат во целост или селективно. Сметаме дека одговорноста треба да биде, пак ќе кажам, двојна. Студентите да, треба да ги почитуваат правилата, но што правиме со институциите кои што не го почитуваат достоинството и не се грижат за квалитетот на студентскиот живот и студентскиот стандард кои што исто така се пропишани со закон. Од Министерството велат дека тие со своите надзорни механизми и ревизии ќе следат работата на менаџментот. Законите ќе почнат да важат од оваа академска година. Во меѓувреме летово градежна офанзива има во 2 дома, Кузман и Стив Наумов, но властите најавија дека до крајот на мандатот сите 9 дома ќе добијат нов изглед. Реконструкцијата е неопходна бидејќи голем дел од студентите учат во субстандардни услови. Последен пример, студентите во Охрид јунската сесија ја подготвуваа под цвеќи, оти домот остана без струја поради наплатени сметки. Директорот си поднесе оставка, а во тек е оглас за негов наследник. Габриела Лескова, Сител телевизија. Тука е крајот